чим во утринско еспресо на Радио Лидер треба да се зборува за спорт, очигледно не е добра работата. Добро утро, почитувани слушатели на 98,1 FM и сите вие кои не слушате во живо на нашиот Facebook стрим. Ако не слушате отпосле на YouTube, не заборавајте да се претплатите на нашиот канал, затоа што така ќе ги добивате најдобрите, најексклузивните утрински анализи од политиката, од животот, па еве сега и од спортот. А се ексклузивни затоа што ние сме единствената емисија која прави наутро политичка емисија. Ово утро заедно со мене професорот Звонимир Јанкуловски. Добро утро. Добро утро. Професоре, вие малку поголема експертиза имате од мене во спортот, се бавите со тенис. Се бавев, играв тенис. Да, и се бавевте со тенис. Ја најблиску што сум стигнал до спорт е табланет. Зашо спортуваш секоја вечер, ако не се лажам? Пешачам, да. Пешачите, да. Пешачам со длабоки политички разговори. Тоа е сосем различно, но па на почеток да ја соопштиме информацијата од вчера, каде што финалето на Европскиот куп, тоа е трето по рангирање над преварување во Европа, требаше да се игра во Скопје и истото се одложи, односно не се одигра, затоа што грчките навивачи не стигнале во салата дел од нив. Односно, суштината е дека биле договорени 200 билети кои им биле дадени на грците, но тие во државата сакале да внесат повеќе автобуси, од МВР им рекле ние безбедносно не може да гарантираме и ги вратиле назад. Но тие 200 луѓе кои добиле карти требало да колку што било договорено, колку што било договорено се пуштени. Сега тие сакале да имаат повеќе, иако не било договорено да имаат повеќе, им рекле ние не може да ви гарантираме за безбедноста и биле вратени назад и поради ова навивачите дале ултиматум до АЕК, кој го играше вториот надпревар во Скопје, во првиот надпревар во Атина Алкалит победи и ракометарите на АЕК не излегоа на теренот. Клубот соопшти дека тие се не можат без навивачите практично и дека нема да излезат на теренот почит кон нивните навивачи. Тоа го соопшти клубот, а од ЕХФ рекла дека е откажен од безбедносни причини. Кои се овде безбедносните причини? Затоа што не имаше таква напната атмосфера во салата, видовме фамилии, видовме татковци со деца, од каде сега тоа безбедносен ризик, така соопшти Европската ракометна федерација ЕХФ. Па не знам која би бил безбедносен ризик, повеќе би бил за домакинот отколку за гостинот, да бидеме реални, затоа што последиците паѓаат на домакинот. Ако било што се случеше во текот на неодиграниот меч, очигледно дека не постоел безбедносен ризик затоа што воопшто и не влегле во салата за да го одржат, односно да играат на мечот. Меѓутоа очигледно не е политички, затоа што гледам почнуваат веќе политички да се конотации да добиват целиот настан. Не гледам дека е политички, повеќе е спортски, понешто губи бара начини како тоа да го надомести преку некои други начини на однесување или други начини на притисок, затоа што од она што прочитав на АЕК ова не му е прв пат. Исто се случило и со Београд, бил безбедносен ризик, значи по дефиниција сегде кај што одат да играат постои одреден безбедносен ризик кој не паѓа на тоа на домакините, односно паѓа на тоа на грчката, на тиската. Еве сега донес информации дека ова е навистина однапред смислено. Ракометарите биле сместени во некој си хотел Влахо кој бил на 5 минути од грчката амбасада. Тоа е кај мене. Да. Тоа е на 30 метри од мојот стан. Гора на тоа, многу си веројатно барале некој поевтин хотел се иначе. Не ги видов. Обично, па да, они го закупиле ради реда. Иначе вообичаено ги гледам гостите затоа што тука шетам куќа. Вообичаено големи спортски екипи не се пикаат условно кажано во улички во Дебармало без навреда, нели, но не.
тие би требало или во Хилтон или во Мериот, во некој поголем објект, но најверојатно намерно е ова направено затоа што за да поминат поевтино. Не ни сакале не ни планирале да преспијат. Не, очигледно е тактика на клубот. И вели згоре на тоа многу симптоматично е тоа што делегација од грчката амбасада воопшто не ни најавила дека ќе присуствува на финалето. Значи тие однапред знаеле дека нема да се појават на надпреварот. Има еден добар коментар, Зоран Јосимовски вели вака го победија Партизан. Да, тоа е поентата. Ова е втор обид. Првиот им помина. Да, се обидуваат по втор пат. Во полуфиналето исто така АЕК се откажа од играње затоа што наводно имало расизам на надпреварот, односно во изјавите во како се вика во Србија, па им рекле па не излегува, па потоа на неутрален терен во Бугарија. Да, тоа е идејата, да играат на неутрален терен, тоа е идејата. Ама ова е многу бахато затоа што во случајов ти изгубија дома од Алкалит, тоа е прво. Без оглед. И второ, додека не заврши не знаеш. И второ, уште така посимптоматично е тоа што сега нема друго официјално објаснување освен тоа дека нив не им давале навивачите и они ради тоа не излегле. Тоа се ги почитуваат навивачите. Добро. Иако казната доаѓа за клубот, не за навивачите, директно за клубот. Меѓутоа, зашто не е реагирано одма? Да, вчера требаше де факто веќе службено да го добие. Постојат правила по кои требаше да постапи меѓународната организација, очигледно тоа не го направи, очигледно калкулира, очигледен е повторно она што цело време го заговараме, тие двојни аршини секаде и во политиката, па сега гледаме и во спортот, меѓутоа во спортот и знаеме дека постојат со оглед дека постои голем интерес и постои финансиски аспект на целото она што се случува во спортот, така што мал се изненадува што е избран ист модел на однесување како во претходниот меч, со тоа што не верувам, имаме малку, не верувам дека овој пат би требало да помине, меѓутоа никогаш не знаеш какво е влијанието во оние тела кои треба да одлучуваат во конкретниот случај. Си извинуваме, и ние имаме тука проблем. Знаете, професоре, тука има една друга димензија. А целата тоа димензија е дека ако може некој да си дозволи да очигледно прави вака и од ЕХФ да го толерираат, тоа значи дека има може отворено фаворизирање. Јас да сум Живко Мукетов и јас да сум Кире Лазаров, ќе одбијам воопшто да учествувам на било какво преигрување, ќе ми оставам титулата на Греците. Не, тоа не се прави. Затоа што зашто, чекај, се работи за спортисти кои апсолутно си го заслужи она што вчера требаше да биде потврдено во салата Борис Тајковски. Не е така, мислам, не може да замисли така да секогаш попушташ пред оној кој во основа губи во спортот. Да му даваш простор да оди напред. Не е прифатливо, мислам. Има начини и мислам дека ќе се потврди она што нашите ракометари го направија во Атина, така што штета што вчера не го видовме славието кое го очекувавме после мечот, меѓутоа има време, ќе причекаме, ќе има шанса да поминат под триумфалната капија, така што да почекаме да видиме каква ќе биде разврската. Има една многу интересна работа во се ова, тоа е дека спортот е секога, тој што ви кажува дека нема политика во спортот ве лаже. Спортот е чиста политика. Да, меѓутоа ова е особено во овие рамки. Не, политиката се искористува токму за вакви сценарија. Очигледно дека е смислен планот и тоа го потврди со ова што го кажа претходно и во поглед на хотелот кој го резервирал, и во поглед на недоаѓањето на представници на амбасадата грчка во Скопје, така што многу работи се јасни, тоа било испланиран начин на однесување на грчкиот тим кој во основа нашол причина за да не излези на терен, да не биде поразен, очекувајќи дека доколку би играл на неутрален терен, без публика или без навивачи од Скопје, можеби побарал да оствари подобар резултат, да победи евентуално, што не верувам, затоа што
Затоа што алкалите 10 пати поквалитетно станува збор за ракометен. Јас го пратам, иако не гледам. Малце понижувашки, знаеш, кога ќе ве тепаат како домаќин, така што тоа треба да се проголта во споетот, а некој не може тоа да го направат, очигледно. Не пратам многу спорт, но на неколку надпревари на алкалит во автокоманда бев со неколку пријатели. И навистина е неверојатно да се види како еден клуб од нигде никна и за многу кратко време израсна во тоа што е. И тоа е една неверојатна колизија на Живко Мукаетов и на Кире Лазаров, кој едниот е председател, директор на Алкалит и човек кој е мецена на спортот долго време во Македонија, а другиот е врвен македонски репрезентативец во ракомет, и нивната колизија го создаде овој клуб кој неколку години по своето формирање практично жари и пали на европската сцена до ниво, добро, во трето рангираниот европски куп, но сепак европски куп, да стигне до финале во своето прво учество. Тоа е неверојатен успех. И да победи во финалето, да бидеме реални. И да победи во првиот надпревар од финалето, да бидам реален, мислам дека Алкалит за неколку сезони ќе биде, ќе го повтори успехот, кој го имаше своевремено Вардар, кој го имаше Македонија во ракомет, кој го имаше, ако сакате, и Кометал Ѓорче Петров на Трифун Костовски своевремено. Зошто го тврдам ова? Затоа што Македонија покажува дека во ракометот може да биде веле сила. И покажува дека... Тоа покажа, не мора да покажува, имаме школа многу јака, знаеш, кога имаш играчи од калиброт на најдобриот европски, тоа што очекуваш на Кире Лазаров, тоа што очекуваш. Очекуваш дека ќе имат наследници, дека младата генерација има по кого да се угледа и кого да следи во споетот, а плюс ако го имаш како тренер во Македонија, тоа е сигурно бенефит за спортот и за младите кои влегуваат во спортот. Но ајде да го оставиме спортот на страна, сепак тоа не е централна тема во утринско еспресо на Радио Лидер. Централна тема, како и секогаш, е политиката. Многу важни работи се случија во изминатиот период. Имаше тука, беше Каја Калас, даде интересна изјава која ќе коментираме, но има тука дури нешто и по-занимливо, во кога зборуваме за спортот, а тоа е дека го продаде името, а сега продава гарнитура. Поранешната пратеничка Нола Исмаиловска Старова на Фейсбук јавно објави дека ја продава својата гарнитура купена во Фейдом. Старова е позната по тоа што беше еден од 8 пратеници на ВМРО ДПМН кои гласаа за промена на името од 2019 година. Потоа политичарката се поврза со власта на СДСМ и ДУИ, каде што работеше како координатор за Отворен Балкан, што и да значи тоа. Сега за 56.000 денари преку јавен пост ја продава својата гарнитура. Да ја чуеме па да размислиме. За гарнитурата се продава комплет гарнитура Freedom Choice 5. Материјал молија, заедно со фотелјата и дрвената масичка со сите перници. Гарнитурата е седмосет, лесно се спојува со спална и во распоред како што ви одговара. Редовно е одржувана, навлаките на перниците се вадат и се перат. Цената за се комплет, значи со се масичка, со се пернички, со седмосет е фотелја и седмосет е 56.000 денари. Обратете се на Facebook профилот на Нола Исмаиловска Старова, доколку убава реклама и направи утро. Убава не можеше да очекува. Треба на YouTube да кликнам дека промовираме продукти. Пошто има тоа да. Еве, ја не знам дека продава, сега знам. Сега и нашите слушатели гледачи што следат. Идејата е да помогнеме, но убаво е што Лидер помага. Очигледно не цвета
рози за оние кои Зашто може би сака да се променија поднови? името? Не. Напротив, гледа на тоа другата страна, не е чашата полупразна, полуполна е во случај. Апсолутно има тука и други димензии. Да. Не знам. Јас сум малце сум скептик За продажбата или за цената? Па за цена сега за 5-6 да купувате нешто половно, не знам. Малко е Добро, прескапо. може би има простор за договор. Добро, не знаеме колку кошта нова, да речеме. Сега фейдом е фейдом. Па шо знам јас? Не знам шо е, али добро. И јас. Не знам. Ја нема да промовирам од кај си купив гарнитура, пошто тие му се на Лазаров спонзори. А стварно добра гарнитура ми направи. До души и кожена. Ај сега да не се фалам. Што значи не се пери? Да, ова... за разлика од перничките на овде може... Ние може само со крпче такво да си ја зачистеме. Еве, Ташко Јовчевски вели, ефтино се продала за името, што ми дошло до 900 евра, за разлика од Заев кој гради облакодери. Добро, тоа е кој каде и колку. Некои со облакодери, некои со златни визи, а некои со гарнитури. половни. Тоа е, почитувани слушатели, тоа е само уште еден доказ дека пред да направите било што во животот треба сериозно да размислите. За гарнитурата или за името? Па и за гарнитура. Гарнитура е многу, дури можда и побитна од името, затоа што името ако не ти е згодно, ние докажавме дека може да го смените после пак да друго. А гарнитурата, доколку не ви е згодна, И таа може да ја смените. и таа може да ја смените, само што и требаат луѓе за утовар, за растовар и така натаму. Мислам на друга гарнитура падна овинителката. И за да го смените името ви требаат над 80. Да бе! Се е поврзано со гарнитура. Се во е државата. поврзано со Не е лошо ова. гарнитурата на Катица Јанева беше таа која била озвучена од страна на Орце Камчев и произлезе од случајот рекет затоа што и била поклон дадена од Орце Камчев. И тоа ја суши во основа. И тоа така почна се. Гарнитурата на Нола Исламаиловска Старова се продава сега. Гарнитурите се многу важни во македонската политика. Да. Влијанието на гарнитурите. Затоа не велиме, нели, која ќе дое нова власт, велиме доаѓа нова гарнитура. Значи, до гарнитурата. имаме една мала исправка, вели кај Катица Јанева не беше гарнитура, туку беше само кауч. Па добро со фотели не сеќам дали имаш. Кастинг кауч. Мислам дека претеравме, можеби. Што е друго интересно? Каја Калас беше во Македонија? Ајде. И многу интересно. Каја Калас во своите изјави некако радикална кон Косово, радикална кон Србија во однос на евроинтеграциите, радикална кон сите околу што ги критикува како они не исполнувале што исполнувале, радикална дури кон Албанија. Кон Македонија бајчи. Да, ма каже на реченица која е доста дипломатски така. Добро. Обландирана, меѓутоа го кажа она што и претходно ни го кажуваат, исполнете ги овеските за да... Но, порано тоа ни го кажуваа на многу по-дрзок начин, сега се некако многу по-срамежливи во дипломатските пораки, а зошто е тоа така? Тоа е така, почитувани слушатели, поради договорот со Велика Британија. Односно, Македонија, како и се во политиката, како и се во животот, вие може многу лесно да се изживувате со некој кој нема алтернатива, но во моментов он вака која ќе се загледа и која ќе види дека има алтернатива, која ќе потпише договор за мал дел од таа алтернатива, многу поинаку гледате на него. Не си ми веќе ти во раце, знаеш. Ти отворено размислува, а
пошто Брекзит си отидоа од Европска унија. Да, меѓутоа сега размислува Велика Британија за посебен договор со Европската унија за приближување. Добро. Затоа што имаат прашање кои... Да, но геополитички Британија со овим вели извини дечки, не може да бидеме на разли позиции негде. Тоа е надворешната политика, тоа е и суштината на надворешната политика, го следиш интересот, не го следиш она што друг го замислил за тебе и она што друг замислил дека е интерес за него, а не за тебе како држава. Така што прашањето на суверените права на државите во меѓународните односи останува доминантно. Мислам, тоа претходната влада ниту го свати, ниту можеше да го свати, со оглед кон нивниот однос кон националните интереси, кои беа флуидни и доста флексибилно третирани од нив. Едноставно се беше на продажба како гарнитурата на бившата пратеничка. Дал била гарнитура, дал било име, за нив немаше никаква разлика во тој дел. Но сега, за разлика од претходно, за прв пат имаме алтернатива во надворешна... Ние покажуваме, видете, окей, ние сакаме да влеземе во Европска унија, вие не сакате да не примите, поради некаков имагинарен проблем кој во суштина не постои. Еве сега видовме со Кирил и Методи, имаше добра анализа, вели, отвараш на Википедија и сега го гледаш ден за Кирил и Методи и гледаш во Македонија ден на сословенска писменост, во Србија ден на сесловенска, во Чешка, во Полска, во Словачка, во Словенија, во сегде. Само во Бугарија ден на бугарска писменост. И сега бугарски просветители. Сегде у свет се словенски просветители, у Бугарија се бугарски просветители. И ти го гледаш сето тоа и викаш, окей, а еве ние македонците може сме јалнаш. Добар збор ми ова јалнаш. Да, турски. Како? Турски. Турски збор. Ама не може бе цела Европа да е јалнаш, а Бугарија да е во право. Во однос на Кирил и Методи зборуваме. Особено што зборуваме за тематика од среден век, каде современите нации буквално немале ни зародиш на постоење. Добро, тоа го осетив во Рим, за време на честувањето на 24 мај, кога сите зборува за се словенските просветители, а бугарите зборува за бугарските просветители, така што не е некоја нова тема и не е некоја непозната во контекст на она што значи чествувањето на Свети Кирил и Методи и она што е бугарска политика во поглед на се словенските просветители. Така што целиот концепт кој бугарите го пласираат во јавноста во поглед на тоа е дека еднаш повторена лага, во основа ако тоа упорно го правите долг временски период, ќе се преточи во вистина, и ако никој не ги присвојува, освен бугарите, што малце е чудно со оглед на она што кажа за националниот карактер на државите кои не постои во годините кога действуваат и кога... Не само што не постои, тогаш кога действувале Кирил и Методи не постоел ни државен, ни етнички идентитет. Апсолутно. Значи не постоело ни едното, ни другото, постоел само... Да, бе, тоа е политика која... Не, која ја следат. Мислам, бугарите да. Не е ни прва, ни последна со која се судираме во поглед на тоа. И нормално тука имаме врвниот нова тема, тоа е ранешниот премиер Зоран Заев, кој вели цар Самуил е пуно шетао и Кирил и Методи су радили исто такве ствари. Се убаво го кажа, не е баш така, али водете. Мислам, идејата ја погоди. Ова е убаво кажано на јазикот на соседната држава, меѓутоа низ вокабуларот на начинот на поранешниот премиер не звучи така. Пуно су мислам шетали. Така што да, шетале, меѓутоа со цел. Мислам дека е време за пауза за реклами и да престанеме да се чукаме и удараме у грудима нашима. Го продаде името, сега продава гарнитура. Почитувани слушатели, отворете на
Facebook профилот на пратеничката Нола Исмаиловска Старова. Која реклама и сакате направи да си купите Freedom Choice 5 материјал, молија, заедно со фотелја и дрвена масичка со се сите перници за само 56.000 денари. огласнике. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Професоре, подпишувањето на првиот договор влада со кој ќе ни се овозможи рамка од 6 милиарди, која не мора да ја користиме и која ќе биде употребена пред се за развој на инфраструктурни проекти, на проекти од стратешки интерес за државата, на која подпиша Александар Николовски во Лондон, се очекува да биде подпишан и договорот за стратешко партнерство помеѓу Македонија и Британија. Ќе видиме дали ќе биде подпишан овде или во Лондон. Именно се уште виси во јавноста тоа со мигрантите. Односно, дали баратели на азил, бегалци ќе бидат од Британија депортирани во Македонија. Очигледно е многу исплашен македонскиот народ. Иако морам да признам дека мене се ова не ми е толку логично. Односно, зошто? Доколку вие сте пензионер од Македонија, постојано сакате да ви се зголемува пензијата. А за да ви се зголемува пензијата, треба во Македонија да работат повеќе луѓе и да плаќаат придонеси, да го полнат буџетот со тоа. А ние демографски не напредуваме, туку сосем спротивно назадуваме, така што ако не донесеме мигранти, извинете, но нема да може да ви се зголемува. Да, меѓутоа не е истиот концепт на она што британците го сакат и она што Европската унија го размислува. Што е суштината, вие велите дека тоа е практично невозможно во овој момент. Во овој момент, да. Очигледно дека идејата постои, дека поднесене нон-пейпер, не е британска идеја ова, мислам, не е нова идеја. Меѓутоа, кај нас создаде доста, би рекол, полемика и доста стравка и населението дека мигрантски кампови ќе се лоцираат во Македонија, каде што ќе бидат вратени оние кои во Велика Британија биле одбиени за азил, ги исполниле сите услови, она што значи правна постапка, правни лекови, дека после тоа ќе бидат депортирани во безбедни трети земји. Британскиот премиер зборува за држави на Балканот, вклучувајќи и Македонија, и тоа не е нешто што можеш да бегаш или можеш да го екстрахираш као информација. Меѓутоа, она што малкумина го знаат, оно што оние што се бават со миграциите го знаат, дека идејата е далеко од реализација. Тоа е едно креативен начин и на Европската унија која е во 2020 почната. Сега гледам подитно ќе се носи директива во Европската унија за, сега не знам како би ги превеле кај нас, тоа се миграциони хабови, меѓутоа тоа е еуфеминизам за она што би рекле депортациони центри каде што би биле лоцирани во трети земји, каде што мигрантите од Европската унија, оние кои не добиле азил, ќе бидат депортирани во таквите центри. Тоа раѓа многу прашања, многу проблеми, далеко од реализација, и граѓаните би требало да го знаат тоа, дека досегашните обиди за функционирањето на вакви центри пропаднаа. Едниот беше во Руанда, тоа беше идејата на претходната британска влада, на конзервативците, на ториевците, кои новиот премиер го нарекува трик на таа влада, трик кој требало да го лабави пристигањето на мигрантите на британскиот континент, меѓутоа не успел затоа што во основа одземено им е правото да водат постапка за добивање на азил во Велика Британија. Идејата е оние што пристигнале на британско тло да бидат депортирани во Руанда. Не успеа затоа што меѓународните правила не го дозволуваат тоа, а британците многу добро ги знаат. Сега неговата идеја оди и чекој понапред, затоа што бранот на мигранти е многу поголем сега него порано. Он очекува дека вакви мигрантски депортациони центри ќе се формираат во трети држави, меѓутоа откако оние мигранти кои треба да бидат депортирани таму ќе поминат постапката на добивање на азил, односно ќе бидат одбиени. Што значи целокупната постапка по
правни лекови, значи ќе биде завршена во Велика Британија и ќе може да се депортира. Во Руанда идејата не заживеа, имаше 4 кои доброволно ми се чини заминаа таму, меѓутоа падна на британскиот суд. Целиот концепт на размислување за формирање на депортациони центри се обидува тоа да го поврза со доаѓањето на британскиот премиер во Албанија, дека Албанија, знаете, она искуство со формирањето на центрите за прифаќање на бегалци мигранти од Италија, ќе биде податна за идејата да британците ги лоцираат ваквите центри во Албанија, меѓутоа председателот албанскиот ја одби идејата, мислам, целосно ја одби идејата, нагласувајќи дека имаат ексклузивен договор со Италија, иако и тој договор, да бидеме реален, не заживеа. Тука влегува и Данска, тука влегува со размислување Шведска. Ви кажав, 17 држави ја притискаат комисијата да подготви директива, веќе во постапка. Остануваат многу отворени прашања, така што не верувам дека воопшто идејата ќе заживе. Тоа е обид. Знаете, Европската унија од 15-та година нема одговор како да се справи со мигрантите кои доаѓаат на територијата на европските држави. Бара решенија, не постои единствена политика во Европската унија во поглед на мигрантите. Ова е едно од размислувањата кои британските, односно европските држави се обидуваат да го наметнат како решение во поглед на тоа како да се менаџира мигрантскиот бранд кој е многу голем во Велика Британија. Велика Британија се во основа се придружува на идејата за формирање на бегалски кампови, меѓутоа е далеко од реализација. Проблемот е што не верувам дека со Македонија е направен муабет за тоа, иако сакаат тоа да го представат дека ние дека британците не даваат пари онака, што е точно, затоа што мора да постои. Во овој случај мора да постои некој интерес и тоа е во владува геополитичкиот интерес, а не интересот негде да се дислоцираат нивните мигранти. Британија ги разгледува најразличните идеи околу тоа. Ја пак ќе кажам. Меѓутоа ја разгледува и оваа идеја, се обидува тоа да го направи, не дека не постои идејата, не дека премиерот... Не значи дека е лоша за нас таа идеја. Па не би прифатил. Како? Затоа што реално Македонија ја одбегнуваат мигрантите и кога беше бегалската криза, мислам, мигрантската криза по балканската рута, се виде колку мигранти остануваа во Македонија, бара секаков начин да ја напуштат државата. Во основа они имаат цел на своето патување, односно цел кон која се движат. Да стигнат до западна Европа. Професоре, ја ви се извинувам и вас и на слушателите, но имаме одреден технички проблем ово утро, кој вие не го гледате, но е огромен. Доаѓа екипа да го реши и тука негде мора да ја завршиме оваа емисија. Се надеваме дека Ноло Исмаиловска ќе ја продаде гарнитурата. Во исто време две клучни личности, познати лекари, се извинувам, не лектори, директори на клиники Фадил Цана и Башким Шабани ја повлекува поддршката за Таравари кој излезе од коалицијата Влен. Не цутат рози за него, а за тоа и за многу повеќе ќе дискутираме утре. За кога во утринско еспресо на Радио Лидер ексклузивно ви го најавувам Ивица Боцевски.